Со транспаренти и слики од своите деца, семејствата на загинатите во Кочанската трагедија денеска за прв пат на протестен марш во Скопје. Маршот го следи Елизабета Дамјановска-Спасеновска. Бети, на маршот излегоа и представници на политичките партии, кои се пораките на семејствата и граѓаните кои дојдоа на протестите таму. Така е, Тања, до пред малку овде, каде што се наоѓаме и ние, се одвиваше мирниот протестен марш на семејствата на загинатите во Кочанската дискотека Пулс. Протестот започна пред обвинителството, потоа преку плоштадот Македонија. Сите учесници на овој протестен марш се собраа овде пред собранието, каде што еден по еден, држејќи ги фотографиите на нивните деца во рацете, ги искажа нивните пораки. Дел од оние кои што собраа сила да зборуваат пред камерите, ги раскажуваа накратко животните истории, животните биографии на нивните деца. Во главном кажуваа дека сите биле млади, ентузијасти, имале големи планови за животот кои што им биле буквално пресечени таа кобна ноќ на 16 март. Дел односно една од присутните на маршот ги обвини медиумите дека селективно информираат за протестните маршови кои што тие ги организираат и дека Канал 5 телевизија денеска е тука, да, меѓутоа обвини дека во претходните нивни протести не била присутна и не снимала и не пренесувала, што потврдуваме дека апсолутно не е така. Предлагам тука да ги слушнеме и останатите кои што одовде ги упатија пораките до пратениците и премиерот. Тука учеше, тука продолжи да игра фудбал, стана фудбалер, сите да се гордееме, стаса до друга држава, мислеше и понатаму да оди, него се врати за една кобна вечер да загине. Никој нема објаснување зошто. Зошто загина за една вечер? Заедно. Сега почиваат. Заедно си дојдоа од Скопје и заедно загинаа. А никој нема објаснување зошто. Во името на корупцијата, на митото, на парата, нашите деца настраѓа пуни енергија. Кој мислил што ги очекува? 62 жртви на еднашка и 200 души повредени. Има ли некој да ни објасни нешто? Каква е оваа држава? Што плаќам ја 22 години данок? Еден денар не сум дужен. Еден денар, ако дојдат дека ме затворат сите. 22 години сум приватен. Јас лично, со мојот ортак, 22 години трпам. Дека на овие места се затоа што народот ги донесе. Како ги донел, така и ќе ги однесе. Нека не забораваат дека Бог е еден, ама кога народот ќе биде посилен, тогаш знаеме што се случува. Семејствата на загинатите деца најмногу им замеруваат на пратениците, меѓутоа и на премиерот Христијан Мицковски велат дека не им изразиле лично сочувство и дека на ниту еден протестен марш не се одважиле да им се придружат или пак барем да им дадат утешни зборови и да им кажат како се одвива целата истрага. Тие денеска ги повикаа да се симнат пратениците да излезат од собранието, да им се придружат и да им кажат како тече истрагата. Пошто многу наскоро се случи и токму тоа што овде на собраните родители го повикуваа, односно им се придружи нив лидерот на опозицијската СДСМ Венко Филипче, со него се симна и Сања Лукаревска и Јованка Тринчевска, а исто така тука беше и пратеникот од политичката партија Левица Борислав Крмов. Еве што тие му порача на Филипче. Ово излегување, сакам да знаете дека нема за цел да донесе некој политички поен. И нема? Не, само сакам да ви кажам, јас да ви кажам во име на сите. И тоа беше нашата дилема, секогаш за тоа како присуствуваме и дали воопшто имаме контакт со вас. Нема овде никаква желба за политизација. Ние сме на располагање да се бориме со сите инструменти како опозиција.
и вратата ги е секогаш отворена. Бети, пред да пристигнат пред законодавниот дом, родителите беа и на средба во јавното обвинителство. Токму така, Тања, како што кажав и на почетокот на ова линковско вклучување, самиот протестен марш започна од пред јавното обвинителство, каде што дел од родителите на загинатите деца остварија средба со јавниот обвинител, меѓутоа со државниот јавен обвинител, меѓутоа и со останатите обвинители кои што се вклучени во истрагата, пошто многу наскоро од јавното обвинителство пристигна соопштение во кое што тие известија за тоа како течела средбата. Во дел од соопштението се вели дека им било кажано дека истрагата е се опфатна, им било исто така посочено и како ќе се одвива истрагата во следниот период. Инаку во она што би сакала да го споделам и пред самото моје исклучување од овој линк е дека семејствата на загинатите деца, односно само нивните родители, а не и сите присутни, во моментов се на средба со министерот за внатрешни работи Панче Тушковски, откако тој самоиницијативно ги повикал да устварат средба со него, а за тоа што ќе се разговара на оваа средба и како ќе тече истата, верувам дека ќе дознаеме повеќе информации во следното линковско вклучување или пак во соопштението кое што ќе го доставиме до вестите во 18 часот. Пети, ти благодарам за сите информации.